Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. За оваа недела одбравме еден интересен албум на саксофонистот Гоце Мицанов со наслов Аполонија. Моето име е Марта Ивановски, а вие слушате емисијата Импулси на Само Мака Радио. Аполонија е албум кој изобилува со многу джез, фанк, а првата нумера која ќе чуеме од овој албум се вика Од срце. Георги Гоце Мицанов е роден во Штип. На своји 10 години зема часови во културно-уметничкото друштво Македонка кај професорот Киро Стоев. Во средното музичко училиште го изучува инструментот обоа, но паралелно го изучува и саксофонот, кој во континуитет е негова најголема љубов. Во тоа време има соработки со многу познати еминентни композитори и изведувачи од Македонија и снима како соработник голем број на композиции. Своето образование го приложува на Джез Академијата во Грац во Австрија, каде што по завршената прва година од финансиски причини ја напушта Академијата и се враќа во Скопје за да работи во Македонската радио-телевизија, чиј е стипендист и свири во истоимениот Биг Бенд. На Музичката академија во Скопје не постоела насока саксофон и бил принуден своето формално високо образование да го заврши во 1984 година на одделот за теоретска настава.
Слуси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Со Гарабет Тавдијан во 1993 година ја формира групата Парамециум и го издаваат албумот Исус, а во 1999 година го издава својот албум Аполонија, кој токму сега го преслушуваме.
Слободан Арсовски, негогашниот член на Леписол, во 2002 година соработува во неговиот оркестар Езгија и го снимаат албумот Недоглед со низа на концерти во Белград, Нови Сад, Пула, Загреб, Крагуевац и други градови во поранешната Југославија. Заедно со Бодан Арсовски и Кокан Димушевски пак во 2005 година настапува на филмскиот фестивал во Пула, а паралелно соработува и со својата сопруга, поп-джез пејачката Катерина Мицанова на незиниот албум Дождот. Гоце Мицанов е првиот професор по саксофон во средните училишта во Република Македонија. Како ментор работи во Штип и во Битола и е заслужен за проширување на овој предмет во сите средни музички училишта. Го нарекуваат Моцарт во штипската джез фела, човекот кој во целост му се покори на сопствениот вроден талент, себе препознавајќи се уште од најраните детски години како иден джезер.
Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Ѓорги Мицанов за себе вели дека при спознавањето на собствените вештини, неговиот натрешен порив го насочувал единствено кон саксофонот и звуците на музиката што за него живот значат. 50 години кариера, четврт век поминат во казино, интензивниот ноќен живот, кој му го црпел секој атом на обичното битисување. Животниот стил на Мицанов, ниту еден миг не бил просечен. Неговите инспирации за компонирање, прелеани во досега 3 комплетни албуми, секогаш доаѓале во многу различни моменти и катчиња од светските дестинации каде престојувал или пропатувал. Неговото име можеме да го сретнеме во историјата на современата македонска музика, врзано со групи како Лепи Сол, со кој во 1989 година го сними и промовираше албумот Као Какао, со првата постава на Парамециум, зад која со својот авторитет стоеше Гарабет Тавитијан. Му беше соработник на режисерот и пианист Алјоша Симјановски во реализацијата на неговиот проект посветен на легендарниот Чарли Паркер.
Едно време музицираше и со Езгија на Бодан Арсовски, бил солист на биг бендот на МРТВ, соработуваше со легендарниот трубач Гоце Димитровски, со гитаристот Тони Китановски, басистот Иван Бејков, тромбонистот Филип Стефановски и со мнозина други наши джез музичари. Инаку албумот Аполонија е снимен во далечната 1999 година за продукцијата на МРТВ. Албумот има 8 композиции и во него гостувале врвни македонски музичари, како Гоце Димитровски на труба, Сашо Николовски на тромбон, Драган Трајковски на бас, Илија Пеовски на пијано, Дамир Имери на електрично пијано, Оливер Дуев на тапани и Сашо Фиш на ударалки. Thank you.
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.
Ова беше албумот на Гоце Мицанов, насловен на Полонија. Моето име е Марти Ивановски, а вие бевте со емисијата Импулси на Само Мака Радио. Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.